Во Штип нов градоначалник е кандидатот на СДСМ Благој Бочварски, покажуваат и официјалните податоци на Државната изборна комисија. Во вториот изборен круг на локалните избори, Бочварски освои 15.078 гласа, наспроти кандидатот на ВМРО ДПМН Илчо Захариев, кој има освоено 13.363 гласа. Разликата меѓу двата кандидати е 1715 гласа во корист на Бочварски. Ви благодарам на сите за поддршката. Беше напорно, но сите истрајавме заедно. Се боревме, одевме врата до врата, правевме мини митинзи, разговаравме со граѓаните, ги кажувавме нашите решенија на проблемите. И затоа успеавме, но јас сакам да порачам на сите граѓани. Благодарам на сите што излеговте денеска во една демократска атмосфера и го дадовте својот глас за било кој од кандидатите. Бочварски по прогласувањето на победата порача дека веќе нема да се делат граѓаните на партиска или етничка основа, вети дека во наредните 4 години ќе се работи во Штип, а ќе биде градоначалник на сите граѓани. Новиот градоначалник синоќа заедно со лидерот на СДСМ Зоран Заев и членството славеа на градскиот площад Слобода. Сакам вечерва да ви се заблагодарам што стоивте со крената глава, со дигнато чело, да пракосите на притисокот од локалната власт во заминување. Знам дека не е исто да победите во Струмица и во Штип. Не е исто. И затоа ви симнувам капа и ви се поклонувам да бидете многу срекни. Ова е ваша победа! Заев забележа дека граѓаните на Македонија на овие локални избори гласале слободно, а на членството му порача да градат пријателства и да подадат рака на сите кои сакат да пристапат. По вчерашниот втор круг на локалните избори во источниот регион во 10 општини локалната власт е на СДСМ, додека само во немалата општина Зрновци, старонов градоначалник е Блаже Станков, кој е од редовите на ВМРО ДПМН. Истокот за прв пат доби жена градоначалник во најрударската општина Македонска Каменица, те раководи дипломираниот психолог, но вработена како медицинска сестра Сонја Стаменкова. Разликата меѓу Стаменкова и Дарко Митевски од ВМРО ДПМН е 564 гласа. Во Пробиштип нов градоначалник е Драган Анастасов, кој има освоено 5198 гласа наспроти Тони Тоневски од ВМРО ДПМН, кој има 4350 гласа. Во Карбинци нов градоначалник е Јордан Насев од СДСМ. Во Чешиново Плешево во наредните 4 години со општината ќе раководи Горанчо Крстевски, а во Виница Ивица Димитров, кој има освоено 5570 гласа. Наспроти Мартин Павлов од ВМРО ДПМН, кој има 4682 гласа. Партиите доколку имаат приговори во текот на денешниот ден треба да ги достават до општинските или Државната изборна комисија. Доколку нема приговори, веќе во текот на оваа недела новоизбраните градоначалници можат да ги добијат уверенијата од општинските изборни комисии и да го извршат примопредавањето на функциите.